Иако не сум бил во Африка, имам чувство како таму да живеам. Мајмуни и слонови околу нас и по некој гепар чекаво. Заседа секој е секому храна во ова мала савана. Секој е секому храна. Бебе јо, а бебе јо, да дојде вода, живо, бебе јо, а бебе јо, да дојде вода, ај, имало Господ. Добро са тросокалови со хлорови со чу, ама битно дојде. Здравие Боже, за 5-6 дена ке сочи. Речи шо да речат ови од гостива. Нивните 5-6 дена 2 месеци се направи, ама добро. Ај па и вие како правите, како водата да е потребно средство за живот. Чу ако иде од канализација чудо големо. И комарци од Нилона му дојде, за ние од канализација да седи шо збор. Кине шо имат тие комарци јадено пиено. Туку дај да си ја пуштиме шпицата ние, а после си правиме муавет за другите работи. Ајде бате, пуштај. За минатата епизода, прајки нели муавет за афричките грипови вируси шо и да се, неизбежно го спомнавме Александар наш, шо нели го освоил до тогаш познатиот свет. Не баре немало свет на други места, ма нема врска. Бој кој ќе го речи човек така. Ја Рома, кој се спомни Александар Македонски, за многу луѓе е многу осетливата тема. Ги боли од внатре, да не речам мажественост, да ги прашаш и сами не можат да опишат, ама нешто ги допира длабоко внатре во корењето. Пошто како ти лабаво муавет си правиш, нема, треба стегнати, намќор љути да бидиме сите цело време. Само така треба, никако поинако. Јас на крајот на епизодата што ви рекле културно шеговито нели. Намајта преговко не замина мора Александар за Германија луѓе да се сторевме. Не ти она у Африка ош болештиње да ни носи. Чи не сте свесни колку пораки доби. Со нели безпотребно навредени ликови. Шо збораш глупости ти? Тогаш не постоеше Германија. Шо збораш? Тебе јас па мислев Дојче машинен таму пред новата ера уште во на Александар времето Мерцедеси праеш. Тие сме море народ пред Христа. Македонија во Библијата е кај Германија? Германија е, би рекол, среда Европа моментално. Си функционира. А ние вака како библиска земја, уште некако си патиме од истите работи од на времето Библијата кој била создавана. Чудна работа. Злато имало, злато Африка. Злато оделена таму. Горе ништо немало север тие. Ако тргнел пустош ке направил, ма пустелија било сека. Ваму кај златото били империте. Ем да ги покориш, ем да се богати. Ем да правиш пустош успат, ама добро, ајде, тој дел не го спомнува. Ама не, јако ми е, што пример го гледат луѓето видеото, така гледаш каков е контент. Си правиме муавет лаба. И ги слушнат некој збор или некој дел од реченица. И ги се запнат во него како слеп за стап. И грешно ќе ја сватат и ги испревртат, ќе се интерпретират како ќе му дојди. Еве ми ти јаво коментар, јаво инбок. Лекција по историја. Кога била создадена Германија, од кога постоела Македонија и така натаму. Ако то нема врска со муавет. И не би ни постоеле тие лекциите, ама зошто Александар го спомну? Чим се спомни Александар, мора то да биде во суперлатив и знамето вака да се извај и да пази шо збора што тие вака. Не знам што си мислат дека ќе постигнат, ама добро. Може да му функционира кај други луѓе, ќе му пишат нешто инбокс ваму таму, ќе фатат, ќе сменат пат. Јас знај што би му рекол? Да бев јас како Александар на Германија, Америка ќе замине уште тогаш. Кој Колумбо, кој Молумбо. Па и тие па едно откривање што направи, што ти кажам. Пример, ајде да нема никој да го откриеш нештото. Ќе речиш добро, го откри. Прв ојде го виде и го откри. За луѓе живеат таму. Му слезе батето одброд дома мојде на луѓето и му рече јас ве откри. Сега сте откриени, ти доташ покриени ве. И шуво ги откри, Л од луѓето не остана, ма нема врска. Така што порно Александар уште оттоаш Америка фател, наместо Америка по Америкове спучи, ќе си ја викавме Александрија дене. Шубо звучи. Кај ќе беше до Александривчет. Ај се и за ова турете се во инбокс и во коментари, да се посмееме подома уште малку. Буквалисти е. Уште појако па тој Колумбо мислел Индија е открил. Што сторет ти откривање мате? За малце Индија ќе најде. Шубо си откривале луѓето. Значи за тој воопшто да мисли дека оди на кај Индија, некој веќе бил таму и му кажал дека та постои. Значи постојат луѓе таму, јазик си имат, култура си имат, се си имат. Невате, тој ќе тргни и сега ќе откри. И знаеш што откривале? Ки тори бродоите со војска, поеночивте враце на сите, топоите спремни и ќе му оделе на овие со стрелите. Ние денес ве откриваме ранга. Првите неколку души што ќе се побунат ги запознавале со комбинацијата барут и олово и после тоа нормално откритието си продолжувало. И не само што ги откривале, тие знаеш убав живот
живот му давале. Едукација, здравство, култура, јучеле море луѓе да бидат. Се тоа што му ги земале сите ресурси, тоа што има врска. Битно муфте книги читале децата да. А дамам па како правите вие море. Ќе оди Колумбо на дженем и така со празни раце се врати. Седи ти се мола. И тој цивилизираниот свет западен, кон кој ние многу стремиме, кој се бори за човечките права, до толку ги почитува тие човечки права што ден денес луѓето од таму не можат да излезат од канџите на тој. Чигла не можат да кренат. Единствен начин тоа да се случи е да пресушат рудниците со злато, со сребро, диаманти, смарагди, течно злато, нафти. Пошто како ако заминат овие од западот, други имат тие работи, тие таму не ќе знаат што да прат со нив. Многу ќе му дојдиме сваја. Вака овие се тука, ќе ја контролират работата, ќе лапат парината, тие таму рајат, ќе си живеат. Вокалта не е проблем. Пат на кој му требат пари. Зошто му е на тие луѓе злато? Што да мек живот поубав? Не бе бате, кај имаш ти видено богат човек среќен? Шанса не. Само сиромаштија бат. Ние зошто сме весели како народ? Седи шо збор. Ете пака Александар ќе се врати. Ојде она му дженем свето го освои. Ти среќен беше? Не беше. Како тера оди освојва парина, богатства, чуда. И што направи на крај и него комарец го каса. Гарант западно-нилски. Оти од источната страна рековме не касат комарци. Коре му текне од источната страна си проложат тие не од западната ќе им. Инат македонски. И ги зедо комарците, маларија, паларија, вирус ова она и толку беше и пари, и злато и се. И са морало на приказната шо е? Секој е секому храна, ова мала савана. Секој е секому храна, бебе јода, ке си ода, бебе јода, ке си ода. Мисля дека доста е за денес. Ви останете си тука кај нас, а ние се гледаме нареден епизод. Поздрав, имајте убав ден.